Според сегашните цени на продуктите, владината економска помош за граѓаните не е доволна, а за некој таа е символична, реагираат тие по вчера објавениот пакет мерки. Секако дека не е доволно, меѓутоа нова криза тоа е доволно. Не е доволно, бе, дете, не е доволно. Јас земам 16.000, како доволно. Бабата зема 12. И како да е, имам внуци големи на студија, дојдат, аз земе пензија, дедо, многу те сакаме, нема проблем. Даеш, и како доволно, која кило зетин 130-140 динара. Никако. Тоа уопште не може да не е изводливо за да се изведе да преживеат пензионерите со толку. Они ни ги земаа оние од 30.000 што беше за за посмртнина, а сега ни ги дават на рати. Освен пензионерите, владата помош им намени и на социјално загрозените категории граѓани, во кои спаѓаат приматели на социјална помош, стечајци, лица со попреченост. За потребите нема да биде доволно, меѓутоа добро е што конечно се сетија и на овие категории. Секоја помош е добре дојдена, затоа што овие фамилии се соочуваат со проблеми од сите сфери на живењето, особено во денешно време финансиски. Дури не можат да се овозможат повеќето фамилии суплементи за децата, суплементарна терапија, што се знае дека е многу потребна. Тоа е. Благодарам и за толку, меѓутоа закаснето и недоволно. Ваквите реакции доаѓаат откако владата се одлучи за следниве мерки. По 3000 денари месечно во наредните 4 месеци ќе примаат граѓаните од ранливите категории. Пензионери кои примаат до 11.525 денари пензија ќе бидат помогнати со по 1500 денари месечно, а по 750 денари за оние до 14.000 денари. Во исто време од синдикатот реагираат дека владата направила пропуст и со ниту една мерка не ги опфатила работниците со најниски лични доходи. Затоа бараме до оние категории на работници кои со 2 минимални плати не можат да покријат синдикалната кошичка, да добијат соодветна социјална помош, дали преку ваучери за прехранбени артикли или друг начин за да го пребродат галопирачкиот пораст на цените на основните прехранбени продукти,